Почитувани присутни, драги гости, почитуван премиер на Македонија и председател на ВМРО ДПМНЕ професор доктор Христијан Мицковски, драги жители на општина Сопиште и сите присутни. Како што знаете, Сопиште е синоним за почит, слога, соживот, мир, љубов кон татковината, вредности кои што се посејани во оваа општина и кои имаат универзална припадност и применливост, а тие се манифестираат низ сите жители на оваа место. Историски и затоа сме тука, жителите на Сопиште покажале голема верност кон она што значи љубов кон татковината, семејството, сеќавање на потеклото, негување на историјата, учење од учителката на животот, унапредување на се што е наследено и секако оставање во подобрена верзија во наследство на идните генерации. Она што Сопиште значи за целата ова историска традиција е дека внимателно и пожртвувано чекори низ страниците на историјата, секогаш на праведната страна, непоколебливо од притисоците, игрите на моќ, промена на власт. За Сопиште со гордост може да се истакне дека е бастионот на ВМРО ДПМНЕ, а вашето присуство денеска овде потврдува дека Сопиште со гордост ја носи оваа неформална титула. Еден аплауз ке му молам. Токму денеска, на овој свечен и посебен ден, кој придонесува за ексклузивното чувство на припадност кај сите овде присутни, го празнуваме и признаваме основањето на Општинскиот комитет на општина Сопиште. За потсетување, овој комитет вредно работи веќе 34 години на унапредување на животниот стандард на жителите на Сопиште, на негување и унапредување на вистинските вредности, на поставување нови темели на просперитет и прогрес, како и грижлив однос кон жителите на Сопиште и за многумина е пример за посветеност, упорност и неприкосновеност. Денеска сме тука исто така и поради значајни историски датуми, односно главно сме тука поради тие значајни историски датуми кои го обележале формирањето и го детерминирале правецот на действување на Општинскиот комитет Сопиште. За потсетување, само една историска генеза ќе дадеме како увертира. На 5 мај 1990 година за регистрација на партијата од вкупно 120 подписници, значителен број на што сме секако горди, поточно цели 28 подписници биле токму од Општинскиот комитет Сопиште. Со тоа Општинскиот комитет Сопиште со значително учество ги поставуваше темелите на најголемата партија во Македонија. Официјалната регистрација на партијата е забележана на 3 август истата година, а поставените заложби за подобар, просперитетен живот и напредок веќе 34 години се водилка на оваа партија. Официјалната регистрација, кажавме, е забележана на 3 август и со тоа уште еден позначаен датум од историјата ќе споменеме. Тоа е датумот во кој што на 5 август овој месец во 1990 година е направен пречекот на Драган Богдановски во денешниот хотел Holiday Inn, кој го направија токму членовите на Општинскиот комитет Сопиште, како и нашите браќа од Горна Лисича. Тоа е за браво. На 6.8. е формиран иницијативен одбор од 12 члена во црквата Света Мина, една од и денеска најзначајните објекти во оваа општина, а на 10. е формирана првата секција, односно првиот општински комитет, на кој што исто така сме горди, Општинскиот комитет на Сопиште, со председател Перо Мицовски, подпредседател Владо Ѓорѓевски Саџа, со присуство на Драган Богдановски и целото раководство на партијата. Од тука почнува приказната и понатаму се генерира со тоа што како први јавни функции во Република Македонија, кои што се произлезени од овој Општински комитет Сопиште, се пратеник и координатор Томислав Светковски од Општинскиот комитет Сопиште. Секако тука ги имаме и 6 одборници во градското собрание и 6 одборници во општината Кисела Вода.
И денеска, секако, понатаму Општинскиот комитет своите активности ги продолжува и учествува во креирање на профили за носители на јавни функции кои успешно одработуваат за интересите на граѓаните, внимателно слушајќи ја нивната волја и настојувајќи да се испочитуваат нивните испорачени барања. Активностите на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ во Сопиште од основањето па до денешен ден се во служба на сите граѓани без исклучок, утилитаристички настојувајќи на благодет за сите жители. А Општинскиот комитет во Сопиште се залага за секогаш правичен пристап, грижа кон сите жители, солидарност, помош, совесност, работливост и одговорност. Општинскиот комитет на Општина Сопиште е препознаен од жителите како првата врата на која жителите се обраќаат за помош, што говори за огромната децениска доверба што комитетот ја има помеѓу жителството. Оваа врска помеѓу комитетот и жителите е табелена и секако понатаму низ децениската соработка е развивана на доверба, заедничка инвестиција за иднината, а резултатите на кои сме горди ја направија денеска општината многу поубаво место за живот. Општината на сонцето, на Адам од Говрлево, националниот бренд на дабовото дрво, е горда на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ на Општина Сопиште и со овој собир давам поддршка сите активности да продолжат за заедничко и општо добро на сите нас. Сега ќе го поканам и премиерот да не поздрави и потоа ќе следи неформалното држање и неформалниот дел. Премиера повеќе. Добро вечер на сите. За мене представува чест и задоволство што сум овде со вас. 34 години се период кога можеме да направиме една ретроспектива на сето она кое што поминало низ овој општински комитет овде во Сопиште. Но истовремено денес е ден кога имаме можност да се заблагодариме на сите оние кои што вградија дел од својот живот во ВМРО ДПМНЕ ПРЕЦ како организација преку Општинскиот комитет, а со тоа и дел од својот живот за историјата на Македонија и на македонскиот народ, кои што представуваат суштина на постоењето на ВМРО ДПМНЕ како политичка партија. Ке ми дозволите најпрвен да се заблагодарам на ветераните, на основачите, затоа што доколку не беа тие и доколку не беше нивната визија, ние немаше да бидеме тоа што сме денеска, ВМРО ДПМНЕ, најголемата политичка партија во Македонија. Ви благодарам од моје име. Од името на извршниот комитет, од името на ВМРО ДПМНЕ, за сето тоа што го направивте за нас. И знам дека во вас има уште многу енергија да правите заедно со нас, за сите оние генерации кои што доаѓаат. Истовремено ќе ми дозволите да се заблагодарам на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ овдека во Сопиште, што цело време е перјаница и предводник во историските победи и историските случувања во ВМРО ДПМНЕ. Благодарам на Јане, на луѓето кои што го сочинуваат Општинскиот комитет, на градоначалникот, на Степчо. Благодарам на сите структури во партијата, на Унијата на жени, Унијата на млади сили, Патриотскиот институт, местните комитети, активистите, жителите на Општина Сопиште, кои што континуирано овие 34 години се нашата инспирација, нашиот мотив да продолжиме да се бориме, затоа што има за што да се бориме, но не само да се бориме и да победуваме. Тоа е суштината на секоја една борба, да победуваме. Ние некако последните 3 изборни циклуса не стана навика да постигнуваме историски резултати. Убеден сум дека и следната година на локалните избори ќе направиме уште еден таков историски резултат. Но на кое што е најважно е што енергијата која што постои од првиот момент се чувствува
и оваа вечер овде во Сопиште пред овој Божи храм. И ова е можност да направиме, како што го започнав ова моје денешно обраќање, рекапитулар на тоа каде бевме, каде сме и каде треба да бидеме. Тоа е суштината на постоењето на ВМРО ДПМН како организација која што има завет и задача да се бори за еден од најмалобројните народи во Европа, тоа е македонскиот народ и Македонија како држава. Ако погледнеме наназад изминативе 6 години, ние се боревме за опстанок. Партијата после промената во 2017 година доживуваше исклучително тежок период. И помина исклучително тежок период. И се уште поминува исклучително тежок период. Ако некому му кажеме дека ВМРО ДПМН денеска како политичка партија може би ужива доверба кај граѓаните поголемо од сите политички партии заедно, но има замрзнат имот. Ние денеска не располагаме како политичка партија која што ја предводи владата со сопствениот имот, со имотот на членовите на ВМРО ДПМН. Тоа е имотот на членовите на ВМРО ДПМН. Зошто? Затоа што се уште постојат сили и демони во Македонија кои што се трудат ВМРО ДПМН да не постои или да го ослабнат на начин кој што не е природен. И затоа ние денеска може би сме единствената политичка партија во Европа која што направила на 3 изборни циклуси историски резултати со блокирана сметка и со замрзнат имот, односно ние практично сме гости дома. И така бевме изминативе 6 години додека се боревме да обстанеме, бидејќи овие истите кои што ги поразивме има намера и цел ВМРО ДПМН да ја прогласат терористичка организација. Изминативе 6 години се водеа судски процеси против стотици илјадници наши браќи и сестри, дел од нив и се затворени, дел од нив се уште предмет на судскиот прогон. Истите тие имаа за цел ВМРО ДПМН да ја прогласат за терористичка организација и избришат од регистарот на политичките партии во Македонија, бидејќи на друг начин тие не можат да не победат, освен на овој начин. За жал, како што и историски се случувало во внатрешната македонска револуционерна организација, така и во ВМРО ДПМН имаше на моменти и внатрешни братоубиствени ножеви кои што мафтаа на нашите глави изминативе 6 години. Не беше лесно да се бориш против своите браќа. Малкумина беа за волја на вистината, но сепак таа борба внатре во рамките на самата партија е многу потешка отколку да се бориш со политичкиот противник, затоа што тој е легитимен и затоа што тој има своја задача и своја легитимна политичка борба. Но никогаш не можев да ги разберам тие од внатре што одлучија да му слугуваат на нашиот политички противник, и тоа не само на нашиот политички противник СДСМ, туку и на Демократската унија за интеграција. Имаше и такви кои изминативе 6 години, за жал, наши поранешни истакнати функционери, членови, активисти, одбраа да им служат не само на СДСМ, не само на Зоран Заев, Димитар Ковачевски, Миле Зечевиќ, Оливер Спасовски, Бојан Маричич и останатите, туку и на Али Ахмети, Артан Груби и сличните на нив. Зошто? За да се спасат, не водејќи сметка дека на тој начин нанесуваат удар врз ткивото, врз срцето на македонскиот народ и на македонската организација ВМРО ДПМН. Но се мобилизиравме. Благодарение на тоа што вие бевте нашата инспирација, ние се мобилизиравме и кога мислеа дека сме најслаби, ние тогаш победивме благодарение на вас, најпрво со историска победа на локалните избори во 2021 година, а потоа со уште 2 историски победи на парламентарните и претседателските избори во оваа 2024 година. И затоа уште еднашка ви благодарам за се што правите за нас, што сте наша инспирација и што не мотивирате да издржаме. Денеска ВМРО ДПМН е водечка партија во Македонија.
според последните мерења на јавното мислење, сите политички партии заедно имаат за 2% помалку доверба кај македонските граѓани од ВМРО-ДПМН како политичка партија самата. Утре се точно 50 дена од формирањето на новата влада. Точно 50 дена од формирањето на новата влада и можам да ви кажам дека тоа што го видовме првиот ден, тој 24 јуни оваа година, може би рекол не беше изненадување, туку беше една катаклизма која што изминативе 7 години поминала, една фурија, едно цунами која што носело се пред себе и имало задача буквално душмански да се однесува кон Македонија како држава и кон граѓаните. Нема точка, нема институција, каде и да допрете, каде и да отворите, а да не забележите дека тоа што за вас биле лоши очекувања во суштина било поезија. 10 пати е полошо од тоа што некој можеше да во најлошиот сон сонува дека ќе наследи. 10 пати е полошо. Ако во 2006 година имаше 400 милиони евра на сметка од продажбата на тогашното електростопанство, ако во 2017 година при транзицијата имаше апсолутна поддршка Зоран Заев од целиот свет, ние денеска, кога влеговме на 24 јуни, имавме блокирана сметка на владата и депозити кои што беа еднакви на нула и долгови кои што се еднакви на 12 милиарди денари. Тековни долгови кои што институциите и владата ги должеа на тој 24 јуни оваа година. Тоа се повеќе од 200 милиони евра. Не го зборувам државниот долг, не зборувам за јавниот долг. Ова се тековни побарувања кои што ги наследивме. Блокирана сметка и 200 милиони евра долг. И затоа велам, кога некој го сонувал својот најлош сон и мислел дека тоа е во суштина поезија во споредба со каква беше реалноста. Но ние сме навикнати како генерација, најпрво во ВМРО-ДПМН, да имаме блокирана сметка и се фативме работата онака како што личи на ВМРО-ДПМН и повеќе од 500 милиони евра обезбедивме директни странски инвестиции кои што се реализираат, кои што веќе почнаа да се реализираат и кои што ќе донесат повеќе од 2000 нови работни места, добро платени работни места и кои што годишно ќе носат повеќе од 150 милиони евра износ. Утре влегува во собраниска конечна процедура ребалансот за да можеме да почнеме колку толку да работиме, бидејќи овие 50 дена работевме да го санираме тоа што го наследивме за да не потоне целосно бродот, да го сопреме тонењето. Утре конечно влегува ребалансот. И во тој ребаланс успеавме да обезбедиме 5 милиарди денари за пензионерите, кои што вие заборавиле во буџетот да ги предвидат за редовна исплата на пензиите, и дополнително уште 1 милиарда за зголемување линеарно кој што го ветивме пред изборите на граѓаните за до крајот на оваа година. Обезбедивме 250 милиони денари за луѓето кои што се дел од национални шуми, поранешни македонски шуми, бидејќи 4 месеци плата не земале. Обезбедивме 80 милиони денари за вработените во АД водостопанство, бидејќи 4 месеци плата не земале. Обезбедивме 1.200 милиони денари за земјоделците, бидејќи им се должат 2.700 милиони денари, па рековме овие 1.200 ќе бидат оваа година, а во првиот квартал од следната година, покрај редовните, ќе има уште 1.500 милиони денари за земјоделците. Обезбедивме за младите, за студентите, да има редовно и студентски оброк, да има и стипендии и се тоа на кое што е потребно за да можеме нормално да функционираме. Затоа што се тоа беше заборавено. Се тоа не постоеше. Ветивме дека Али Ахмет и Артан Груби, Бујар Османи и останатите нема да бидат во владата и не се во владата.
И сега слушам повторно теории на заговори, ќе било вака, ќе дошло локалните избори, па Мицко ќе направил вака, Мицко ќе направил така. Се тоа што го слушам 6 години, ама пустото ништо не излезе така. Готово, сега ќе му ја свиткале раката, па бугарите ќе ги внесол ваму, па ќе направил ова, па ќе не знам што уште не се изнаслуша во овие 6 години. И се од оние кои што имаат некој до врвот, кои што има информација од некој кој што е до таму, близок до оној, а тој е близок до мене. Обично на тоа се носат заклучоците. Еве јас ви кажувам, бидете спокојни. ВМРО ДПМН во овие 50 дена воспостави целосна контрола на институциите и на државата. И државата ќе биде. И Македонија ќе биде. Не верувајте на платеници. Не верувајте на луѓе кои што не му мислат добро ниту на ВМРО ДПМН, ниту на македонскиот народ, ниту на македонските граѓани, ниту на Македонија како држава. Немојте да верувате во луѓе кои што гледаат само за себе. Ова не е наша битка, самите за себе. Ние мораме да бидеме трпеливи. Мораме да бидеме истрајни. И мора да имаме јасен план за да дојдеме до целта. Затоа што околу нас има многу предатори кои што не сакаат да не видат да успееме. И затоа мора многу внимателни да бидеме за секој чекор кој што го правиме. И понекогаш, верувајте, ако забележите дека нешто кое што го влечеме како потек, можеби не ги задоволува вашите симпатии или вашиот вкус, имајте предвид дека можеби информациите со кои што ние располагаме се малку поинакви. И немојте никогаш да се сомневате и да ја предизвикувате одлуката дека таа не е во насока да донесеме најдобра одлука која што е во интерес на македонскиот народ, македонските граѓани и Македонија како држава. Секогаш тоа ни е идејата. Немаме друга цел. Немаме ниту друга цел, ниту имаме друга желба. Секоја одлука која што ја носиме, ја носевме изминативе 6 години како партиско раководство, јас како председател на ВМРО ДПМН, тоа ми беше основната цел. Како да ја ослободиме Македонија, да бидеме мудри, трпеливи, со јасен план. И успеавме. Заедно со вас, успеавме. Има можеби и такви моменти во иднина, затоа што сега следната цел, каде сакаме да бидеме, е најпрви лидери во регионот, а потоа зошто да не ги предизвикаме и лидерите во Европа. Мора да имаме големи сни, да имаме големи соништа, ако сакаме да правиме големи работи. И тие луѓе кои што пред 34 години ги удрија темелите на ВМРО ДПМН, можеби некому му изгледало сето тоа невозможно, но сонувале, имале голем сон, и тој сон 34 години денеска се вика ВМРО ДПМН, најголемата политичка партија во Македонија, партија која што денеска има најголем број градоначалници, најголем број советници, председател, влада, премиер, министри, директори, и ова транзиција од прилика таму некаде до средината на септември треба да заврши, што е историски најбрзо време за правење на одредена транзиција во рокот 3 месеци. И тие пред 34 години можеби некому не му делувале, би рекол, свестни за тоа што го прават тогаш, но имале јасен план, визија за тоа што го правеле. И затоа ве молам да бидеме сите како едно. Ако бидеме сите како едно, само така може да успееме. Алката е јака онолку колку што и најслабото делче во нејза е силно. Ако тоа пукне, се распадна целата алка. Мораме да се држиме заедно. Никој од нашето соседство, без разлика дали е север, дали е југ, дали е исток или запад, не сака силно ВМРО ДПМН и не сака силна Македонија и обединет македонски народ. Историски треба тоа да го знае. Сега е шанса. На овие избори, во најголема мерка, успеавме да го обединиме пред се македонскиот народ, а потоа сите оние би рекол, лоповската влада наши сограѓани кои што се обединија околу коалицијата која што предводеше ВМРО ДПМН Твоја Македонија.
И сега е моментот да продолжиме така да чекориме. И секаде каде што идам, и секаде каде што се обидувам нешто да започнеме, не знам, од училиштето во Драчево, преку спортската сала во Прилеп, преку влезот во Битола, културниот дом и Соколаната во Гевгелија, новите инвестиции, секој едно ново работно место, сето тоа го правиме за да ставиме уште едно мало камче во македонскиот идентитет, затоа што идентитетот во 21. век се брани со силна економија, со богати граѓани, со среќни граѓани. Тоа што биле кубура и пушка и кама во 19. век, денеска е вештачка интелигенција, напредна технологија, владење на право, обединети граѓани, среќни граѓани. Само така можеме да си ги зачуваме децата дома, тие деца да направат тука семејства, тие семејства да ја крепат Македонија која што ќе ми оставиме. Сега од нас зависи каква Македонија ќе им оставиме. А јас сум убеден дека заедно со вас, со сето ова што го гледам оваа вечер и со сето она што го гледам изминативе години, најпрво како претседател на ВМРО ДПМН, а денеска и како претседател на владата, убеден сум дека ќе не биде и Македонија ќе биде и многу скоро денеска ќе зборуваме како држава која што ќе биде прва во регионот, а потоа ќе се надпреваруваме и со најразвиените држави во Европа. Уште еднаш на крај нека ни е честит и среќен денот, уште многу вакви да си ги славиме и по нас тие што ќе дојдат да бидат горди на тоа што ние ќе им го оставиме. Тоа е природен процес, се има почеток и крај, но важен е каков ќе биде крајот. Ние одбравме да биде тешко, да не биде срамно и тоа е мојот аманет кон сите ние кои што нас ќе не наследат. Да биде тешко, да не биде срамно, затоа што овој народ е научен да биде тешко и на крај секогаш победувал. Нека ни е благословена од Бога Македонија, нека ни е Илија денот и да се радуваме уште многу пати на вакви моменти. Да сте ми живи и здрави. Благодарам.